Генерации и генерации плејада на генерации од ова училиште успешни граѓани на нашата општина. Ние од општината ќе се заложиме да го дадеме својот максимум да ги подобриме работните услови во нашиот град во училиштата. Морам да споделам со вас една информација. Последното училиште во општина Куманово е изградено далечната 83 година. Затоа заложбата на ова општинско раководство ќе биде да внесе нова енергија и нови инвестиции во општинските образовни институции. Тоа ќе значи дека ова општинско раководство ќе се заложи за создавање на подобри услови за нашите деца и нашите најмили. Затоа, следејќи го европскиот пат на државата, сметаме дека единствено со европски фондови можеме да ги обновиме и реконструираме нашите училишта и оваа сала која што е зад нас да ја направиме повторно да биде убавица на градот како што беше 80-тите години кога јас бев ученик. Почитувани родители, работата на професорите е да ги воспитуваат и образуваат вашите деца. Но основната и елементарната едукација на воспитувањето доаѓа токму дома, од кај нас, од родителите. Затоа апелирам до сите вас да посветиме повеќе време на нашите деца во делот на елементарната едукација, да им оставиме повеќе простор во сообраќајот на нашите деца и на нашите најмили, за да можат безбедно да стигнат до училиште. Велат, возилата се паркирани неправилно во градот, се паркирани затоа што некој од нас неправилно ги паркира. Затоа апелирам до вас, во соработка со Министерство за внатрешни работи ќе спроведеме кампања да се обидеме да ги тргнеме возилата од тротоарите и да им ги оставиме тротоарите на нашите најмили, а тоа се токму тие денеска поради кои што ние сме тука. А ние ќе се заложиме сите заедно во делот на дополнителна едукација на нашите најмлади да создаваат поголеми резултати за нашиот град, за наша Република Македонија. Нека им е со среќа овој почеток на оваа година, да сте живи и здрави сите, особено тие и да не чинат среќни и горди како родители. Ви благодарам.